Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс, во кој ќе ве потсетиме на најважните настани од оваа недела. Почнуваме веднаш по кратката најава. Германската компанија Technical Textile во средата го означи стартот на работата. За почеток се отвораат околу 600 работни места. Според менаџерите на Cranfield Foundry, еколошките стандарди за овој вид индустријски капацитети се високи и сите ќе бидат имплементирани при работата. Во Кочани ќе се гради стамбена зграда наменета за социјално загрозени семејства. За околу 2 години стамбеното прашање ќе им биде решено на 43 семејства. Германската компанија Technical Textile во средата го означи стартот на работата. За почеток се отвораат околу 600 работни места. Фабриката е лоцирана во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Инвестицијата е околу 15 милиони евра. Германската компанија Technical Textiles одлуката за отворање на фабрика во Република Македонија, за што ќе инвестира 15 милиони евра, ја донела пред една година, период во кој веќе е изграден објект каде околу 100 вработени го започнаа производството на компоненти од фиберглас, кој има широка примена во градежната, авионската и автомобилската индустрија. Првите 100 луѓе во новата фабрика се веќе работени. Во наредниот период оваа значајна инвестиција постепено се очекува да отвори 1000 нови работни места за Штип и за овој регион. Тоа е од огромно значење за Штип, за Кочани, за Велес, за Свети Николе, за Карбици, за Лозово, Чешиново и Облешево и сите околни населени места. Ова е втора фабрика отворена во Штипската технолошко-индустријска зона под Johnson Controls, која веќе неколку години работи, а наскоро ќе биде отворена и италијанската фабрика Кондево, каде ќе има можност за 250 нови вработувања. Исто така се очекува и отворање на уште една фабрика. Пред неколку месеци се отвори новата фабрика на Актива. Оваа фабрика е во директна врска со белгиската инвестиција на Ван Хул. Практично целото производство го продава на Ван Хул. Ван Хул, која успеавме да ја привлечиме во изминатите години. Веднаш до новата фабрика на Актива, во наредниот период очекуваме изградба на уште една фабрика. Овој пат на германската компанија Semag Fashion, која во тој регион има купено земјиште од околу 35.000 метри квадратни. Така што, ако некогаш Штип беше град во кој фабриките се затвораа, денес сведочиме за обратен тренд. Денес Штип и околните општини се општини и град каде се отвораат фабрики. Денес Штипскиот регион е претворен во едно големо градилиште. Со ова процентот на невработеност се намалува, кој допринесува за подобар и поквалитетен живот на граѓаните и сатисфакција за владата на Република Македонија, која прави се што е во нејзина моќ да се забрза трендот за привлекување странски инвестиции и отворање нови работни места, истакна Груевски. Груевски додава дека и во иднина ќе продолжат напорите за подобрување на бизнис климата во државата, намалувањето на бирократските процедури и подобрување на сервисот на државниот апарат кон странските инвестиции. Добрите услови за инвестирање и брзите процедури за стартување на инвестицијата беа клучни фактори за директорот на германската Technical Textiles Jens Wengland, кој наместо во Дубај, каде имале намера да ја отворат оваа фабрика, на пат кон Абу Даби, видел статија за поволни инвестиции во Македонија и одлучил да инвестира токму во нашата држава. Тогаш кога пристигнав во Македонија, ние преку АХК, Германското македонско стопанско здружение, ставивме во контакт со дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Бидејќи добив огромна поддршка и советување за инвестирање во Македонија. Меѓутоа, сите ми велеа не треба да се оди таму, тоа е помалку развиена држава, транспортните трошоци се високи. Меѓутоа, морам да кажам дека досега целиот овој развој на овој проект оди во една одлично позитивна насока.
Имаме планирано и понатамошни други инвестиции во оваа фабрика. Јас веќе следниот месец имам одредени состаноци со одредени партнери или можни инвеститори за во Македонија, каде што би сакал да им ја представам можността за инвестирање во Македонија и би сакале да учествуваме и во други понатамошни идни проекти. Можеби тука вие во Македонија ги немате тие финансиски можности кои што се нудат од страна на Европската Унија или во вид на субвенции, меѓутоа за мене е многу битна целата рамка околу можностите која се нуди во државата. Груевски истакна дека примерот на Венгланд ќе го следат и други инвеститори од Германија, со што во најскоро време ќе има уште нови странски фабрики во Македонија. За оваа и сите наредни инвестиции одговорен е директорот на технолошко-индустриските развојни зони Виктор Мизо. Оваа фабрика представува вкупна инвестиција за почеток од околу 15 милиони евра, што значи дека таа бројка може да се зголеми врз основа на дополнителна опрема и машини кои треба да дојдат во наредниот период до крајот на годината, но истовремено оваа компанија ќе овозможи освен креирање на работни места, придонес кон влез на нови технологии, трансфер на знаења и воспоставување на соработка со домашните компании. Дирекцијата за ТИРС работи активно на изградба на зоните и во моментот се привршуваат градежните активности на зоните во Кичево, Прилеп, како и на зоната во Охридско-Струшкиот регион, каде што веќе се градат или се во напредна фаза капацитетите на Key Safety Systems, ОДВ Електрик и Гентер. Дирекцијата за ТИРС ќе продолжи со планирање и развој на зоните, нивна промоција, привлекување на корисници, како и грижа за постоечките компании, а се во соработка со другите институции. Освен премиерот Груевски, кој најчесто се залага за отворање на нови странски фабрики и привлекување на странски инвестиции во Република Македонија, најдиректно инволвирани институции за реализација на активностите поврзани со ова и сите останати инвестиции се и Министерството за финансии и Царинската управа. Руската компанија Cranfield Foundry ја достави студијата за оценка на влијанието врз животната средина на леарницата за железо кај Пробиштип. Еколошките стандарди за овој вид индустријски капацитети се високи и сите ќе бидат имплементирани при работата, велат менаџерите на Cranfield Foundry. Менаџерскиот тим на најсовремената високо автоматизирана еколошка леарница за производство на делови за автомобилската индустрија и преработка на железо и алуминиум денес во Пробиштип со презентација пред граѓаните им гарантира здравје и чиста животна средина на пробиштипјани. Пред се денешниот ден го користиме да ги информираме луѓето и да ги едуцираме. Свесни сме дека постојат многу кампањи против нас, посебно на социјалните мрежи, каде што станува збор дека ние сме топилница или железара. За овие негативни мислења сме тука најмногу да ги разбиеме со директен контакт со граѓаните на Пробиштип и да им објасниме за што станува збор, односно за каков погон се работи и колку луѓе ќе можеме да вработиме и сите прашања и нејасноти што ги имаат тие да не ги постават директно на нас. Затоа што луѓето сметаат дека ние доаѓаме од места кои се непознати и далечни и воопшто не се грижиме за тоа колку ќе биде еколошки заштитено ова што го градиме. Оваа леарница е многу важна за Македонија, како и за градот Пробиштип, бидејќи пред се Македонија е блиско до земјите од Европската Унија, каде што со оваа инвестиција ќе мораме да соработуваме и со други земји. Пробиштип е место каде што сме доста поддржани од градоначалникот, од местната заедница, а исто така имаме и голема потреба и поддршка од работната рака, каде што ќе се намали невработеноста во Пробиштип. За крај, сакам да се заблагодарам на сите граѓани на Пробиштип кои што застанаа на овој штанд и денеска ни поставија прашања и се информираа за сето она што ние го кажавме и што пренесовме како порака на нив. Многу од кампањите кои негативно влијаат сепак дојдоа до заклучок дека со нашиот директен контакт многу работи им беа објаснати од наша страна. Влијанието врз животната средина беше оценето со помош на професори од Штип. Ние ја правевме студијата за влијание врз животната средина од леарницата Cranfield, која се планира да се гради во Пробиштип. И морам да кажам дека имаме најпозитивно мислење во однос на технологијата,
опремата што ќе биде вградена во ова леарница, која е најмодерна од тој тип во европски и светски рамки, со бизнис планот на менеджментот кој предвидува достигнување на највисоките еколошки стандарди. Тоа е најмодерна опрема во делот на топење на старото железо, бидејќи се работи за леарница, ќе се користат Ото Юнкер индукциони печки, значи печки кои работат на промена магнетното поле преку кој се загрева металот без употреба на било какви други надворешни горива, значи на струја. Во делот на линијата за правење на калапи ќе се користи најмодерна технологија од ДИСА, тоа е данска фирма. Гемко е проектант на ова топилница, една респектабилна компанија од Холандија. Така да се на се, тоа е најмодерна опрема која нема никаков импакт врз животната средина. Со денешната презентација, граѓаните со поделени мислења за оваа инвестиција. Ја поддржувам оваа иницијатива и сакам да се изгради ова фабрика во Пробиштип. Зашто тука има невработени луѓе. Па јас не гледам негативност за нешто што прв пат го имаме и одма со негативни работи се служиме. Ја мислам дека тоа е апсурдно да се зборува за такво нешто. Попрљава индустрија не може да стигне кај нас од ова. Компанијата Cranfield Foundry ќе вложи 15 милиони евра и ќе вработи околу 300 лица. Проектот ќе зафаќа површина од околу 8 хектари, а ќе се состои од производствен погон и административна зграда на 15.000 метри квадратни, а производството во новата леарница треба да почне најдоцна за една година. Започнаа градежните работи на стамбена зграда во Кочани, наменета за социјално загрозени семејства. За околу 2 години стамбеното прашање ќе го решат 43 семејства во социјален ризик. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор подружница во Кочани започна со градежните работи за новата стамбена зграда, наменета за лица со социјален ризик. Зградата ќе се гради во населбата Драчевик, како ламела 2 до веќе постојаната зграда со социјални станови. Станува збор за зграда по проектот FP1674 за изградба на лица во социјален ризик. Инвеститор е владата на Република Македонија. Ова зграда беше ветена и сега стигнуваме до финалниот дел на реализација на истата, односно отпочнавме со градба. Градбата отпочна минатиот понеделник. Воведен е во градба изведувачот, тоа е фирмата Атриум од Вевчани. Зградата ќе биде со вкупно 43 стамбени единици. Согласно програмата тие имаат површина помеѓу 35 и 45 метри квадратни секоја поединечно и рокот за изведба на овој стамбен објект е 24 месеци, меѓутоа според разговорите со изведувачот и според наши ведувања очекуваме да рокот биде искратен во зависност и од приликите на теренот и од временските прилики, така да некаде во 2017 година очекуваме да таму уште 43 семејства во социјален ризик од општина Кочани го реша своето стамбено прашање. Подружницата во Кочани, во која влегуваат и општините од истокот, ќе гради вакви згради и во другите градови од регионот. Нашата подружница покрива територија освен општина Кочани, општина Чишиново, Блешево и Зрновци, исто така Виница, Пекчево, Берово, Делчево, Македонска Каменица. Ова е четврт објект кој што го реализираме до сега. До сега реализиравме еден во Кочани со 29 стамбени единици, во Македонска Каменица исто 29 стамбени единици и во Берово со 51 стамбена единица. Веќе изготвена техничка документација, проекти за изградба на вакви два објекти, тоа еден во Пекчево и во Виница, а исто така во фаза на изготвување на проектна документација сме за еден нов проект, не на колективно станување, туку за индивидуално, односно да се градат типски куќи, кои што ќе бидат сместувани семејства и се изградат, се планира такви да има во Кочани, во Виница и во Пекчево. Вкупната вредност на објектот во Кочани изнесува 53 милиони денари и ќе располага со 43 стана со површина од 35 и 45 метри квадратни.
По повод празникот Успение на Пресвета Богородица на истокот имаше големи прослави во рударските општини Пробиштип и Македонска Каменица. Во Пробиштип беше осветен споменикот на Свети Гаврил Лесновски, а во Македонска Каменица беше поставен камен темелник на градинка за деца со посебни потреби. Денес министерот за труд и социјална политика Диме Спасов го означи почетокот на изградбата на Дневниот центар за деца со пречки во развојот во Македонска Каменица, дневен центар кој ќе биде со капацитет од 60 до 80 дечиња. Очекуваме тука да има еден модерен, современ објект изграден по сите најсовремени стандарди кои што ќе ги има сите потребни услови да ги згрижуваат дечињата со пречки во развојот од Македонска Каменица. Со изградбата на овој современ капацитет ќе се создадат услови да се згрижат сите деца со пречки во развојот од Македонска Каменица. Со овој проект се решава проблемот околу непотребното патување на дечињата во најблискиот ваков центар во Делчево. Идејата дека навистина треба да изградиме дневен центар за деца со посебни потреби денеска станува реалност. По целосно подготвената проектна документација, добиеното земјиште од страна на владата на Република Македонија, издаденото одобрение за градење, денес одбележуваме почетокот на започнувањето со изградба на дневниот центар за деца со пречки во развојот. Се надеваме дека за 9 месеци тој ќе биде завршен и веќе дечињата кои што го посетуваат дневниот центар во Делчево ќе имаат можност таа настава или тоа згрижување да го посетуваат во матичната општина, односно во општина Македонска Каменица. Министерот Диме Спасов најави продолжување на изградба на вакви капацитети за кои има потреба и во останатите градови. Набрзо ќе биде отворен дневниот центар за деца со аутизам во Штип, дневниот центар за деца со оштетен вид во Велес, дневниот центар за деца со пречки во развојот во Валандово, во Липково и понатаму ќе продолжиме во општините каде што има потреба да создаваме вакви капацитети. Во рамки на посетата на Македонска Каменица, министерот Диме Спасов се запозна и со изложбениот возен парк на рудникот Саса, а ја посети црквата Успение на Пресвета Богородица. Во пресред на грејната сезона, дел од граѓаните се во паника дека ќе останат без дрва за огрев. Доцни испораката на претходно порачани и платени дрва од Сдруженијата на пензионери и други добавувачи, додека приватните стоваришта се скоро празни. До стартот на грејната сезона има уште малку време. Сепак голем број граѓани се жалат дека не можат да купат огревно дрво, па многумина велат дека морале да се ориентираат кон брикети или да најдат други алтернативи за загревање на домовите. По констатацијата дека има недостиг од огревно дрво, генерално секаде низ државата, надлежните основната причина ја наоѓаат во намалената сеча од страна на јавното претпријатие Македонски шуми, но и од сопствениците на приватни шуми, кои минатата година го натврлија планот за сеча, па годинава сечат помалку. Значи, сопствениците одлучија ланска година дека поголем дел од сечујот етап ќе го отсечат, тоа го направија и сега од страна на сопствениците имаме помало учество на пазарот. Јавното претпријатие пак исто така има прилично комотна бројка од некаде 1 до 1.200.000 кубни метри дрвна маса која во текот на годината може да ја манипулира. Но факт е дека можеби ни полу од таа бројка, сега за тоа немам конкретни информации, но се претпоставува дека ни полу од таа бројка не е достигната во смисла на отсечена дрвна маса која ќе биде изнесена на пазарот за подмирување на потребите на граѓаните. Со самото тоа што има недостиг на огревно дрво, на истото му се зголемува и цената. Председателот на Сдруженијето на сопственици на приватни шуми, Војо Соколовски, вели дека цената на огревното дрво во моментов е превисока. Во Штип бука се продава од 3100 денари за метар кубен и 3300 денари за дап. Тоа се некои економски закономерности на пазарот, чим една роба е дефицитарна, низината цена ќе биде повисока. Иначе нормално тоа е легитимно право на собственик да си формира цена, но во и тоа подлежи на економски закономерности, така да пазарот ќе формира цената. Во овој момент мислам дека е превисока, но тоа е што е. Значи во Малешевијата цената е некаде 2600-2700, така да се транспортни трошоци во другиот дел од државата треба да биде сигурно и посилна. Сдруженијето на пензионери на општина Штип и Карбинци ги известува сите оние кои имаат запишано огревни дрва во Сдруженијето во општините Штип и Карбинци, дека во текот на неделата ќе се продолжи со испорака на огревните дрва. Поради објективни проблеми нема да има испорака на дабови дрва и сите кои имаат уплатено даб можат да ги пренаменат во бука
или секој ден од 8 до 12 часот да си ги подигнат уплатените средства. Се надеваме дека ќе се има разбирање за настанатиот проблем, зашто и се извинуваме на сите за ваквата состојба, стои во известувањето од Сдруженијето на пензионери. Инаку Штипското Сдружение на пензионери треба да испорача околу 5000 метри кубни дрва. До сега се испорачани само 1000, а во текот на оваа недела ќе се испорачаат уште 2400 метри кубни дрва. Оние 1600 кои нема да добијат огревно дрво можат да си ги земат парите назад. Богата жетва очекуваат Оризо производителите. Родот може да потврли таму каде што наводнувањето не е квалитетно и се употребувале неефикасни хербициди. На 3500 хектари во Кочанско се под ориз. Оризовата култура во Кочанскиот производен регион одлично напредува. Земјоделците стручњаци со оценка дека на поголем дел од површините насејани под ориз, на есен ќе има богата жетва. На ваквата констатација во прилог оди и сончевото и топло време и доволните количини на вода во текот на целата наводнителна сезона. Генерално гледано, оризите се добри во моментот. Со оглед на тоа што дел од производители ќе има кои што ќе се жалат на она што го сработиле. Пред се би рекол тоа што го сработиле не квалитетно и лошо, би се жалеле тие. Меѓутоа, оние кои што квалитетно сработиле, квалитетно извршиле заштита, ѓубрење, прихранување, би требало да се добри. И во генерално пак би рекол дека е добра годината за Оризот, со тоа што се уште не би давале завршни оценки, затоа што треба да се почека, да се види како ќе помине до крајот сето тоа. Во моментов активности кои што се потребни во оризовата култура нема такви, би рекол. Освен што се забележува остатоци од плевели, онаму каде што е неквалитетно извршена заштита од плевели или каде што имало дел од плевели кои што не ги фаќаат овие хербициди кои што во моментот се на пазарот, тоа се пред се црвениот ориз и некои типови на проса кои што останаа и покрај неколкукратните хербицирања на производителите, сепак се забележува присуство на плевели во оризовите полиња. Меѓутоа сега хемиски нема начин да се тоа отстранува, освен ако механички производителите имат можност да тоа го отстранат со плевење, така да ги прочистат своите површини. Единствено тоа останува кое што би било како активност во оризовите полиња. Би требало да се очекува добро време, евентуално да не дојде до некои временски неприлики да го упропастат она што до сега успеале да го зачуват производителите. Сепак, генерално би рекол дека е добра состојбата со оризовата култура. Инаку во Кочанскиот производен регион пролетва беа насејани 3500 хектари со веќе од домакинетите сорти на ориз R76/6, Кочански бисер, како и новите сорти на ориз Примариска и Примавера. И годинава продолжи експерименталното одгледување на новите сорти турски ориз, кои како проект веќе втора година се применуваат во Кочанскиот производен регион. Во петокот Македонска каменица славеше 3 празника: Денот на градот, Денот на рударите и Денот на мајката Божја. По тој повод имаше и саем на возен парк во рудникот Саса. Општината Македонска каменица денес слави 3 празници: Денот на мајката Божја, Денот на градот, но и ден кој е од посебна важност за вработените во рудниците за олово и цинк Саса. За да се биде на денешниот ден рудар, значи гордост. Рудник Саса за Македонска каменица значи живот. Најголемите екзистенции се од рудник Саса. А за рударите во наредните 17 години нема криза, бидејќи рудникот наскоро планира да започне со експлоатација на руда од ново јаловиште. Така значајни чекори преземени оваа година од страна на влада на Република Македонија со доделување на проширена концесија за експлоатација за рудник Саса, што ќе му овозможи на рудник Саса понатамошна работа во наредните 15 до 17 години, а со тоа ќе обезбедиме и безбедно работење на рудникот и безбедно работење на нашите вработени. Денешниот троен празник на градот се одбележува со изложба на возен парк на рудникот Саса и заеднички ручек за рударите, додека вечерва во рамки на каменичкото културно лето, Македонска каменица ќе биде центар на истокот, бидејќи овде гостува балканската звезда Лепа Брена. Денес е троен празник за општина Македонска каменица, празник на рударите, празник на општината и верскиот празник Голема Богородица.
Ние започнаме со Каменичко културно лето пред неколку дена, кога имавме учество од многобројни македонски групи и звезди. Денес вечерта, значи, е централната прослава, на кој што ќе имаат концерт Силви Бенд од македонската естрада, како и балканската звезда Лепа Брена. Се надеваме дека сите граѓани од регионот, но и од соседна Бугарија да ќе посетат нашата општина и Македонска Каменица. Денес ќе биде центар на Источна Македонија. Па мислам се залагат и локалната самоуправа и со можностите на општината што ја имаме, атрактивни гости исто така, и мислам задоволни сме како граѓани на општина Македонска Каменица. Освен во Македонска Каменица, денешниот ден на рударите се одбележи во општина Пробиштип. Околу 200.000 домаќинства останаа без струја во западната канадска провинција Британска Колумбија, поради бура проследена со урагански ветрови и пороен дожд. Невремето го погоди јужниот дел од провинцијата, меѓу другото и Ванкувер, мегаполисот на Британска Колумбија. На одредени места брзината на ветерот достигнала 117 км на час. Стотици дрва се откорнати, прекинати се електричните линии, а нанесена е материјална штета на десетици автомобили и на стамбени згради. Во Турција денеска се одбележува националниот празник на победата 30 август, кога се одбележува победата на турската армија, предводена од Мустафа Кемал Ататурк против грчката армија за време на ослободителната војна. Турската војска ги победиле грците и постигнува решителна победа во борбата за независност на земјата. Една година подоцна Ататурк ќе го прогласи основањето на Република Турција. Празникот на победата е и професионален празник на турската армија. 2 дена по откривањето на камионот во кој беа пронајдени 70 починати бегалци во Австрија, во саботата е откриена нова драма од овој вид. Австриската полиција соопшти дека бил сопрен друг камион на западот на земјата, каде што имало 26 бегалци, помеѓу кои 3 мали деца. Децата биле многу дехидрирани и пренесени во болница во екстремно тешка состојба. Камионот бил сопрен иако шоферот прво одбил да застане за време на една рутинска контрола на автопат во близина на германската граница. Во камионот имало 26 бегалци од Сирија, Бангладеш и Авганистан. Сите сакале да стасаат до Германија. Фудбалскиот клуб Брегалница остана без шеф на стручниот штаб, откако Владко Костов после на преварот со Вардар се реши да си поднесе оставка од местото прв тренер на штипскиот тим по серијата порази на сините. Иако после на преварот со Вардар не соопшти такво нешто, сепак по долго размислување се реши да си замине од клупата на штипските сини. Долго време се кршев во себе, но донесов одлука да се повлечем од Брегалница. Мислам дека сега е моментот за тоа. Има пауза во правенството, може да се направи анализа и да ме замени човек кој ќе има време од 2 недели да се запознае со екипата. Во мојата тренерска кариера во Македонија сум освоил се, но успехот кој го постигнав со моите играчи и стручниот штаб во минатата сезона е успех кој најмногу ме исполни и ме направи најсреќен. Како човек најмногу ги ценам фудбалерите кои со своите игри го направиле ова големо фудбалско име. Имав многу состаноци и укажувања, но не успеав да променам многу. Јас сум човек кој сака да заработува преку успеси и да се вложам максимално во работата. Им благодарам на сите во клубот за соработката што ја имавме, на играчите за прекрасните заеднички моменти и на многу пријатели кои од било кој начин заради мене му помагаа на клубот. Се надевам дека средствата од мојот личен доход ќе бидат употребени за ангажирање на 2 или 3 фудбалери кои во моментот се неопходни за клубот. Му посакувам голем успех на човекот кој ќе ме замени, се вели во соопштението на Костов. Брегалница ја чека пауза во шампионатот пред да одлучи кој ќе биде тренерот што ќе го наследи Костов. Ово беа настаните кои одбележа изминатава недела. Со овие нови информации се гледаме во 20 часот. Имајте пријатен ден со нашата програма.